кога сум во школа, најчесто кога одам да мијам раце за време на одмор, па тогаш ми кажуваат ова е машко веце, женското веце е таму. Ја им кажувам, јас сум машко, не сум женско. Се чувствувам како навреден. Не ми е убаво чувството. Моите другари не ме закачаат заради мојата долга коса, само некои други деца кои што не ме знаат и мислат дека сум девојче. Јас си кажав, не може повеќе, вака ќе си ишишам косата и нема повеќе да ме задеваат. Ама не, сватив дека има и деца кои им треба помош и они се срамат заради нивната коса и тоа треба да се победи некако. Треба да се победи, треба да се победат децата кои ги задеваат децата без коса. Така тие деца кои што немаат коса и се стават периката на глава и бум, како да имаат коса. Се надевам дека мојата коса, кога ќе се претвори во перика, ќе насмевне некое дете од Македонија кое што е болно од рак. Секој човек може да биде каков што сака. Не е важно дали некој го задева. Мене не треба тоа да ми значи, туку они треба повеќе да мислат. Јас си одбирам мојата фризура каква да биде. Дали да е долга или кратка. Но денес сега во ден на ретките болести, тоа е одлична можност да се обрзаме сите вас. Се надевам дека некој ќе го прифати мојот предизвик и дека ќе го направи истото, да ја порасне неговата коса и да ја донира. Донирам за правење на перика за некој дете. Втората причина е да ги потсетам дека долга коса имаат или имале Бекам, Гризман, Халанд, Ибрахимович, па и Меси, па дури и филмските херои. Тор, Леголас, Аквамен, Ахил и многу други. Го снимивме видеото и сега мислам дека конечно ќе сватат зошто ја пуштам косата. Би го направил пак тоа и пак би бил среќен.